А сега, нашиот спасител. Сериозен сум за ова. Освен тоа што е Microsoft сертифициран тренер и економист по вокација, Зоран Кимов е и сертифициран, како ги викаат оние, инструктор за пливање и спасител на вода. Во следните половина час отприлика со него ќе пливаме низ Power Platform, односно ќе ви каже Зоран како успешно да ги дигитализирате и автоматизирате процесите во вашата компанија, без многу пишување на код и без многу програмери. Зоки, скокај! Фала ти, Марко, баш навистина точно ги погоди моите титули, значи не само во делот на дигитализација на процесите, туку и во оној дел кој што ми е нели и мене хоби, значи во кој што јас учествувам нели волонтерски, а тоа е спасувањето на вода. Значи навистина ти благодарам, но им благодарам и на сите оние присутни кои што денес еве се на оваа конференција и ќе имаат можност да дознаат нешто повеќе од она што го нуди Microsoft, технологиите кои што ги нуди, кои што се базираат на клауд технологии и како овие технологии може да помогнат во дигитализација на процесите во една организација, а со тоа да помогнат и самите вработени, значи луѓето да постигнат многу повеќе. Ти благодарам уште еднаш на најавата. Јас сега оваа спасителна бола ќе ја оставам на страна, затоа што како алатка за спасување на вода ја користам доста добро, па така ќе се пресвичам сега на една друга алатка која што ја користам, би рекол, во наводници за спасување на процесите во нашата организација, е секако и во организациите на нашите клиенти. Односно ќе започнам со она што ви го спремив за сите присутни денес. Многу накратко, значи од сертификации кои што поседувам се Microsoft Certified Trainer, BI Reporting и сум сертифициран за Microsoft Power платформата. Во SEMOS едукација веќе 2 години работам како Data Analyst Consultant. Сум дел од одделот за дата анализа, кој што беше напоменато претходно, има улога за дигитализација и автоматизација на процесите во SEMOS едукација, но и за сите наши клиенти. Инаку, она што го имам како претходно работно искуство е работа 13 години работно искуство во финансискиот сектор, поточно имам искуство во 3 различни комерцијални банки во Република Македонија, најмногу како кредитен аналитичар, значи имам искуство во анализа на корпоративните клиенти кои доаѓаа со апликации за кредити, па од таму и љубовта, би рекол, кон анализата на податоци. Она што го имам спремено за денес, а се е поврзано со денешниот настан, односно е поврзано со дигиталната трансформација и како, на кој начин секоја организација да ја воведе во своето работење така наречената дигитална култура. Дигиталната култура која што подразбира пристап, малце поразличен пристап до податоците на организацијата, малце поразличен пристап кон анализата на самите податоци и малце поразличен пристап во однос на представувањата или споделувањата на оваа анализа и на овие податоци. Кажавме, за мојата демонстрација, јас денес ви спремив, би рекол, навистина интересна и динамична демонстрација, каде што ќе ги употребам сите сервиси, сите алатки на Microsoft Power платформата и ви препорачувам навистина да се сконцентрирате, бидејќи ова се сервисите, ова се алатките кои што во иднина секој од нас ќе мора да ги користи. Зошто ова го кажувам? Па се сеќавате од
пред 20, нели оние постарите пред 20 или пред 25 години, кога се воведоа првите алатки на Microsoft, тоа беше Office пакетот, вклучително и Microsoft Word, Excel, PowerPoint и Access како алатка за бази на податоци. Ова се почитувани присутни алатките кои што ќе мора секој вработен во една организација, нели, да има некој минимум познавања за да може нормално да функционира. Значи, она што денес јас ќе го представам е целата Microsoft платформа, која што гледате означува low code платформа. Што тоа значи? Тоа значи дека ние можеме да ја спроведеме оваа дигитализација во нашата организација без при тоа да сме експерти во програмирање или во девелопмент на некои производи. Чисто како пример, и јас самиот немам некои познавања во програмирање или во девелопмент. Предходно не сум ги учел некои посебни програмски јазици, меѓутоа со посетување на курсеви кои што Microsoft ги овозможува на своите слушатели да можат да ги користат овие алатки, јас успеав да бидам дел од еден прекрасен тим во одделот за дата анализа во СЕМОС Едукација. Па затоа сакам и вам да ви го пренесам ова знаење, меѓутоа и алатките кои што јас ги користам за да го дигитализирам процесот не само во СЕМОС Едукација, туку и кај нашите клиенти. Ќе започнам со сервисот кој што е дел на Microsoft Power платформата, е тоа Power Automate. Со Power Automate, почитувани присутни, сите процеси кои што досега сме ги правеле на хартија или сме ги повторувале секојдневно во нашите активности, како што се зачувување на некои атачменти од имейл, или пријавување и решавање на некои тикети, на некои проблеми во нашето работење, или како што е моментот на нотификација кога ќе се пополни некоја форма која што е направена во Microsoft Form или слично, ние тие процеси ќе ги отстраниме во делот на рачното спроведување и тие процеси ќе ги автоматизираме. Понатаму, вториот сервис за кој што сакам да обрнам внимание е Power Apps. Power Apps овозможува на секој оној кој што ги знае бизнис процесите, значи кој што го знае процесот на продажба, секој оној кој што го знае процесот на вработување на нови вработени во нашата организација, односно е дел од HR тим, или секој оној кој што го знае процесот во маркетинг оддел, значи да може самиот, без користење на комплицирани кодови, да направи апликација врз основа на која што ќе внесува некои податоци и врз основа на кој што ќе врши некој преглед, па дури ако сакате и да ги складира во посебна база на податоци. Понатаму, како трет и многу моќен сервис, а е дел од Microsoft Power платформата, е Power BI. Предходно и шефицата Ирена нели спомна дека Power BI е еден од најбараните курсеви, не само кај нас, туку и на глобално ниво, за оние вработени кои што прават некакви анализи. Power BI ќе овозможи известување за донесување на навремени и точни одлуки во реално време. Значи, она што ни треба нас е ние да донесеме одлуки сега, да донесеме одлуки денес. Нас не ни требаат податоци од пред една недела или од пред еден месец. Туку ни требаат податоци сега и веднаш, затоа што носиме одлуки секојдневно. И на крај ќе имаме исто така една мала демонстрација во однос на Power Virtual Agents, односно тоа се интелигентни виртуелни агенти кои што овозможуваат автоматизирана комуникација со клиентите.
Зошто? Затоа што нема потреба нашите вработени цело време да бидат присутни и да одговараат на некои најчесто поставувани прашања, туку тоа може да се овозможи со овие виртуелни агенти. Океј. Како е мојата замисла, почитувани присутни? Јас би сакал во мојот процес на демонстрација да ве вклучам сите вие кои што сте присутни на оваа конференција. Она што ми треба за оваа демонстрација се некои податоци кои што јас во реално време, внимавајте, во реално време ќе се обидам да ги анализирам и да ги визуализирам. Па затоа, за да ги добијам овие податоци, кои што ќе ги презентирам на еден дашборд, на еден репорт како што е овој, тоа што ќе треба да го направите вие, кои што се присутни, е да пополните една кратка форма. Форма која што се состои од 5 прашања. Во вашиот четбокс, колешките би ги замолил да го споделат линкот до кој што вие ќе треба да одговорите на 5 кратки прашања. Така јас ќе ги добијам податоците, ќе ја направам автоматизацијата и ќе ја представам, односно ќе ја визуализирам анализата на овој дашборд. Па затоа, кога ќе го добиете линкот од оваа форма, формата изгледа на овој начин, со тоа што гледате се однесува на тоа колкав дел од вашето време го имате поминато во работа од дома. Значи, многу интересни прашања за кои што ќе видиме со овие податоци, ќе направиме и некоја интересна анализа. Па така, еве јас ќе пополнам за една минутка овој прашалник. Првото прашање е колкав процент сте работеле од дома? Околу 80% имам работено од дома. Во која домашна канцеларија најмногу ја користите за работа од дома? Јас може да селектирам, еве нека биде спална соба, може да наведете некои позитивни работи од работата при дома, како што е, например, работа во пижами, може би. Така, тоа ви е позитивна работа од работата од дома. Понатаму, во која држава најпрво би сакале да ја посетите после завршување на пандемијата? Јас би сакал да ја посетам Шпанија, односно Барселона. Од дропдаун листата ќе селектирам Шпанија. И на крај, почитувани присутни, доколку сакате, не е задолжително, може да внесете имейл адреса во која што јас, односно Power Automate, ќе ви прати една брошура за начинот на кој што јас го имам спроведено целиот овој процес. Со принт скринови ќе видите како е тоа возможно да се направи во Power платформата. Доколку сакате, доколку не сакате, не е никаков проблем. Submit гледате, веќе оваа форма е пријавена. Ајде, колеги, да видиме од кога ќе ги собереме овие податоци. Јас ќе ви демонстрирам како тече целиот процес на анализа на овие податоци. Гледате, во овој момент јас ќе направам еден рефреш, па гледаме дека веќе 26 одговори имаме, колеги, еве веќе имаме 30, што е навистина импозантно. Ви благодарам што сите учествувате во оваа демонстрација. Па гледате како јас со Power платформата нема да чекам да направам анализата на оваа група која што сега сте присутни во овој момент после 2 дена или после една недела или слично. Јас податоците за информациите за групата со која што работам, гледате дека ја добив во реално време. Па така, што може да заклучам? Значи, гледате дека во моментов 38, односно еве веќе 40 одговори имаме. Па можеме да заклучиме, доколку ни е битно за нашата анализа, дека 60% од вас присутните на оваа конференција, вие работите од дома. Од времето потребно за работа, работите од дома.
Понатаму можеме да видиме кои се најпосакувани дестинации за патување од оваа група кои што сте присутни на оваа конференција. Па така гледаме дека како најпосетувана дестинација после пандемијата ќе биде соседна Грција. Иако гледате дека имаме доста посакувани дестинации после завршување на пандемијата. Така што овие информации, например, некоја туристичка агенција многу добро би дошле доколку имаат информација кои држави после пандемијата би биле најпосетувани, па ќе дадат некоја промоција или слично. Понатаму, што може на многу интересен начин да анализирам, почитувани присутни, гледаме дека како просторија во која што најголем дел од вас работат е дневната соба. Така, па некоја компанија која што се занимава со производство на мебел, ќе може да направи некоја специјална понуда за трансформација на дневната соба во канцеларија. Како тоа го добивме? Па тоа го добивме во реално време. Значи, на овој начин дигиталната култура влегува практично во секоја организација. И на овој начин дигиталната култура, видовте, подразбира поразличен пристап кон податоците, а не само, тоа не е само некој збор кој што нели ќе го користиме секојдневно онака ради реда, туку тоа е веќе реалност која што ние можеме да ја употребиме и секако некои коментари кои што вие ги дадовте за време на пополнувањето, како на пример family time, flexible work time, гледам телевизија и работам, избегнување гужви низ градот, комотна облека, нема патување до работа, подобра самоорганизација, одлично, така е, блиску ми е фрижидерот, така е, блиску е фрижидерот, може да се земеме што сакаме од фрижидерот, лежам и работам, мирна атмосфера. Значи, гледате, имаме многу позитивни работи. Меѓутоа, внимавајте, овие коментари се во моментот што вие ги имате креирано. Значи, нема потреба од одолговлекување на добивање на овие податоци. Океј? Значи, видовме како ја направивме анализата и ги визуализиравме податоците. И ви благодарам на сите што учествувавте во оваа демонстрација. Но покрај со Power платформата, покрај тоа што јас добив анализа и визуализација на овие податоци, погледнете, јас на мојот имейл кој што го внесов во формата, погледнете, добив автоматизирана порака. Нема потреба никој од вработените во СЕМОС едукација да следи кој одговорил на прашањето, па за да му прати некој атачмент. Гледате дека добив кастомизирана порака на мојот приватен имейл, во кој што сите оние кои што го јавнеле својата имейл адреса во формата, гледате дека си добија и една кратка брошура во која што јас го опишувам моментот како оваа автоматизација имам направена. Се надевам дека ова ви беше интересно, да видам дали имам некои нови одговори. Одлично, околу 60% работа од дома, што е навистина добра информација за некој бизнис. Ајде да видиме како функционира оваа автоматизација. Па погледнете во Power Automate, почитувани присутни. Јас го направив целото дигитално флоу, без при тоа да искористам ниту една линија на код. Како го направив тоа? Тоа го направив со тоа што креирав така наречено автоматизирано флоу. Океј? На овој начин, јас како тригер, значи како акција за да започне флоуто, ја искористив формата. Значи, гледате, како акција за креирање на флоуто, when a new response is submitted. Секогаш, кога нов одговор ќе биде пратен до оваа форма,
ќе се земат резултатите, значи ќе се преземат резултатите од формата. Понатаму, втора акција е тоа што ќе се преземат контентот, содржината на фајлот кој што јас ќе сакам да го пратам до оние кои што ја пополниле формата. Океј? Понатаму, имаме parallel action, две паралелни акции. Едната акција се однесува на тоа да резултатите од оваа форма веднаш се префрлат во Power BI репортот, почитувани присутни. Значи во Power BI репортот. А додека пак втората parallel branch акција, која што јас имам подесено да биде по автоматизам, е да има некој услов. Кој ќе биде условот? А условот ќе биде доколку во имейл прашањето има внесено .com, .mk или .gov, доколку одговорот е true, доколку е yes, да се додаде, да се направи база на податоци во Excel, да се креира база на податоци во Power Apps и да се прати имейл до оној кој што ја внел имейл адреса. Значи погледнете, без пишување на ниту една линија на код, јас успеав овој процес да го автоматизирам. Доколку одговорот на овој услов е не, значи доколку немаме впишано имейл адреса во полето за имейл, гледате, не се праќа имейл на ниту една локација, туку се креира посебна. Значи овој одговор влегува во базата на податоци во Power Apps, односно во Dataverse или претходно познатот како Common Data Service. Океј, на овој начин јас го автоматизирав флоуто и ги автоматизирав податоците, ги пренасочив онаму каде што треба да бидат. Ајде да видиме каде се зачувани овие податоци. Погледнете, ова е Power Apps, почитувани присутни. Во Power Apps јас имам можност да креирам собствена клауд база. Кога ќе кликнам рефреш на податоците, јас ги добив сите одговори во една структурирана база на податоци која што се наоѓа на клауд. Па од тука, преку Power Apps, јас може да направам апликација која што ќе биде на мобилен телефон прилагодена, за таблет прилагодена и така натаму, и да имам интеракција со овие податоци кои што во моментот се во Power Apps базата на податоци. Или, што може да одлучам? Па погледнете, јас можам овие информации, колеги, да ги пренасочам во Excel файл. Погледнете, значи ова што сега ви го споделувам, јас сум во Teams како алатка за комуникација, внатре во соодветен файл во онлайн Excel и дополнително од тука можам да направам едно flow, значи на сите овие нови апликации кои што ги добивме, веќе се 114, јас можам да им пратам нова автоматизирана порака која што каде што Power Automate ќе го искористам директно од Excel. Океј, ова е нешто за мене беше неверојатно кога го открив. Значи, на овој начин, гледате, јас може да комуницирам, само да го впишам точниот пасворд. На овој начин може јас да комуницирам со клиентите кои што пополниле некаква форма, мултифактор автентикација. Само да ја впишам. Океј. И погледнете, со овој конектор, почитувани присутни, јас на сите оние кои што внеле некаква имейл адреса може да го ранувам не автоматизирано флоу, туку со повикување на некоја акција, може да кликнам на Run Flow и погледнете кај овие лица кои што нели во моментот ја пополниле апликацијата на
своите имейл адреси ќе добијат уште една автоматизирана порака. Погледнавте зошто ова платформа се нарекува Power платформа, затоа што навистина е моќна и затоа што навистина ќе биде потребна на секоја организација. И последната компонента која што сакав да ви ја прикажам е, како дел од оваа Microsoft платформа, е Power Virtual Agents. Почитувани присутни, значи секој од вас, доколку има 50 прашања или 50 одговори на некоја тема, ќе може да го креира својот виртуелен агент и да го имплементира или во Teams или на својата веб страница. Па доколку јас му се обратам на овој виртуелен агент и му кажам хај, гледате дека добивам некој одговор од страна на овој виртуелен агент, секако согласно она што се извинувам претходно ги имаме креирано. За потребите на оваа демонстрација јас направив некои прашања кои што најчесто се поставувани за COVID-19, па гледате едно од прашањата може да биде How many guests can safely attend a conference? Па ќе запишам How many guests can attend? Не може да најде related topic, може да го направам целото прашање и гледате како добивам некој одговор. Во зависност од она вие што имате потреба, вашата организација, дали е тоа работното време, дали се информации за некои производи, самите внатре во Power платформата со 0 кодови ќе може да го напишете, да го направите овој виртуелен агент, каде што на крај ќе може да му доделиме една петка и гледате ќе ни се заблагодари на крај. Can I help you with anything else? No thanks. Thanks for chatting with me. Bye. Че сето ова вашата организација може да го направи во Microsoft Power платформата. Да видиме што се случи со резултатите. Одлично, 72 одговори, навистина ви благодарам што учествувавте и нели што на некој начин ми помогнавте во оваа демонстрација. Тоа беше целиот процес, почитувани присутни, како ние можеме да ја користиме оваа Power платформа. Па за на крај, јас многу кратко би резимирал, односно би кажал дека она што до сега беше привилегија на девелоперите, на програмерите, гледате на мал број на луѓе, значи само оние кои познаваат JavaScript, C# и некои други останати програмски јазици. И гледате само мал број на луѓе тоа го може. Со Power платформата ќе видиме како за најголемиот број од вработени во вашата организација кои што знаат Word, PowerPoint и Excel, може да се имплементира Power платформата. А да имаме развој на производи и автоматизации низ сите нивоа во нашата организација, без разлика дали работи во HR, во маркетинг, во финансии, во продажби, во IT секторот и така натаму. Значи, ова е многу битно да го разбереме. Гледате дека јас самиот, кој што не сум програмер, можам да направам овакви автоматизации со помош на Microsoft Power платформата. Она што претходно и Вилфред и Валентина го спомнаа, тоа е дека со Power платформата може да се постигнат следниве фази во процесот на дигитална трансформација, значи Empower Employees, Engage Customers, Optimize Operations и Transform Products. Океј? Па наместо реактивна организација која што би чекала да настане проблемот, еве го downtime се извинувам, па проблемот да се пријави во некој оператор, па дури отпосле да се повика сервисирање на некој проблем, гледате имаме customer disruption. Значи имаме незадоволство кај клиент. Па наместо реактивна компанија, ние може да станеме проактивна компанија. Како? На тој начин што ќе ги искористиме податоците,
ќе направиме еден модел за anomaly detection врз основа на историските податоци, ќе направиме проактивна посета и сервисирање на дефектот кој што очекуваме да се појави и гледате, клиентот никогаш нема да почувствува застој во услугите или производите кои што им ги нудиме на нашите клиенти. Значи, from reactive to proactive organization. Power платформата не само што ги овозможува овие функции кои што ви ги објаснив сега, туку е и основа за сите Dynamics 365 апликации. Сите app сорсеви кои што се наоѓаат на app маркетот на Microsoft, како и сите кастомизирани апликации кои што вие ќе ги креирате во вашата организација.